Почитуван министр за внатрешни работи Спасовски, почитуван заменик министр Буши, Ваши екселенции, семејства на загинатите колеги, почитувани дами, господа, ценети присутни гости. Ми представува особено задоволство да ве поздравам по повод денот на единицата која е основана на денешен ден 1969 година како хеликоптерска единица на милиција. Ова организацијска структура започна скромно да чекори по патот на реализација на своите цели, визија и мисија. Тој пат не беше лесен и на него честопати се наидуваше на предизвици, но луѓето кои ја градеа оваа единица, заедно со оние кои што низ целиот тој пат пружаа постојана поддршка, никогаш не се откажа од идејата да работат посветено и напорно за оваа единица да стане една од најистакнатите единици на Македонското министерство за внатрешни работи, што всушност била и основната идеја при незиното формирање. Со текот на времето, оваа структура прераснува во одел составен од две единици: единица за полициски намени и единица за посебни намени. Значењето на оваа организацијска единица од денешна перспектива се гледа во опсегот и разноликоста, но и значајноста на активностите кои ги покрива или за кои дава активна поддршка. Во своето 54 годишно постоење, преку самостојно действување или како дел од тим, дава поддршка при извршување на многобројни задачи на Министерството за внатрешни работи, од областа на антитероризмот, одржување на јавен ред и мир, заштита и спасување, помош при елементарни непогоди и други полициски работи кои што со успешност ги завршува до ден денес. За извршување на овие задачи во моментов ОВЕ располага со 34 вработени, од кои 6 пилоти во единицата за полициски намени, 3 пилоти во единица за посебни намени, 2 инструктора, 12 техничари, 2 инженера. Во извршувањето на задачите на оделот достапни се во овој момент 4 хеликоптери, од кои што 3 од типот Бел и 1 од хеликоптер од типот Мил. Единицата во последниве години имаше динамичен период и постигна особен развој преку инвестирање во низа неопходни инфраструктурни потреби на оделот, започнувајќи од материјално-техничко опремување до проширување и зајакнување на професионалните капацитети на сите вработени. Имено, со постојана поддршка на раководството во МВР, Оделот за воздухопловни единици успеа да реализира голем број на проекти кои придонесоа за подобрување на условите и можностите за работа на ОВЕ, како што се реновирање на објектот за хеликоптерски единици за полициски намени, набавка и инсталација на рампа за десантирање на тимови од воздух, ведро, резервоар за гасење пожар, професионално опремување на вработените и специјална летачка опрема, но и униформи за персоналот за техничко одржување. Паралелно со ова се работеше и на одржување на високото технолошко ниво, преку редовно одржување и сервис на летала и нивна модернизација, со набавка на надградби на навигацијска и радио опрема, тетрасистеми за комуникација, како и набавка на опрема за летала и за оперативни активности од спасувачки карактер, како и во делот на гасење на пожари. Во оваа насока би сакал да истакнам дека од новиве активности со кои хеликоптерските единици се препознаени меѓу останатите организацијски единици во македонската полиција, но и меѓу граѓаните. Имено, препознавајќи ги потребите на државата за поуспешно справување со пожарите, а со тоа и подобра заштита на граѓаните и имотот, единицата опреми 2 хеликоптери со марка Бел и 1 хеликоптер марка Ми-171 со специјализирана опрема за гасење на пожар, за да одговори на потребите на граѓаните. Беше набавено ведро за Бел 212 и сиплекс резервоар за Бел 412. За да се овозможи успешно користење на опремата, се воспостави соработка со словенечката полиција, од чија што страна беше спроведена меѓународна обука на пилотите за носење на подвесен товар и гасење на пожари. Обуката успешно ја завршија и сите пилоти се сертифицираа. Единицата активно се вклучи и во заеднички и координирани активности со други институции во областа од заеднички интерес, при што се потпиша стандардна оперативна процедура за соработка со Центарот за управување со кризи, соработка со Агенција за цивилно воздухопловство за хармонизација со европски воздухопловни правила и прописи, Дирекција за заштита и спасување, Армијата на Република Македонија за одржување на флотата на Бел 206, Агенција за катастар за одбележување на државна граница и слично. Делувајќи во согласно со мотото на Министерството за внатрешни работи, полиција блиска до граѓаните, за прв пат во историја на единицата и на државата, преку набавка на посебна медицинска опрема, донација од нашите словенечки пријатели и стручно способување на персоналот, а во соработка со Министерството за здравство, хеликоптерската единица за полициски намени започнува со вршење на транспорт на критично болни и итни медицински случаеви кон централните медицински установи, со што повторно ги ставаме нашите капацитети при помош при спасување на човечки животи. Бележејќи континуиран напредок
Оделот за воздухопловни единици успеа сите потребни стандарди, технички, образовни и професионални, во целост да се сообрази со полициските стандарди на истородните единици од земјите на ЕУ и регионот. Во следниот период, планот е единицата да продолжи да се развива во насока на отворање на свој школски центар за обука на пилоти, обезбедување на дополнителни напредни обуки, како што се обука за тип на хеликоптер, обука за наставници по летање, обука за инструментални услови, користење на ноќна опрема и други обуки со кои што ќе се подигне квалитетот иоспособеноста на летачкиот персонал. За сето ова, во заклучок на моето обраќање, сакам во името на сите вработени да изразам особена благодарност до министерот и директорот на македонската полиција за поддршката што ја добиваме во реализација на нашите развојни цели и идеи, и моја лична благодарност до целиот мој тим на неуморни и посетени професионалци кои несебично се даваат за заеднички да се реализира и развива визијата и мисијата на оваа единица. На крај, секако, огромна благодарност до нашите пријатели од словенечката полиција, кои преку својата сеопфатна и несебична техничка и стручна поддршка оставија голем печат во нашиот успех. Ви благодарам.